Пратениците на власта позитивни на корона во скафандери уште летово во собрание ги изгласа антикризните мерки за петтиот пакет помош на граѓаните и стопанството, ама и по неколку месеци на сметките на добар дел од нив не легнал ниту денар од ветената помош. Најпогодените сектори како угостителството и хотелиерството се уште ги чекаат парите од петтиот сет, иако веќе помина и шестиот сет на мерки. Без субвенции се и повеќе земјоделци кои постојано прашуваат кога ќе биде исплатата. Министерот за економија признава дека имало доцнење, но тврди дека станувало збор за помал дел од предвидените средства кои до крајот на месецов ќе биле исплатени на сметките. Јас сум убеден дека до крајот на овој месец Генералниот секретаријат ќе ги исплати сите средства за тие секако кои ги исполнуваат условите согласно критериумите на јавните повици кои беа објавени во текот на реализација на одредените мерки. Конкретно земјоделците реагираат дека им се доцни со субвенциите, со исплатата конкретно. Јас можам да ви давам објаснување во делот на мерките кои се реализираат од Министерството за економија и од страна на владата. Мерките кои се реализираат директно од Министерството за земјоделие немам увид, да бидам многу искрен, а повеќето од мерките кои се реализираат во склоп на Генералниот секретаријат и каде има учество на вработени и стручни лица од страна на Министерството за економија, тие веќе се реализирани или се при крај исплаќањата кои требат да се добијат. Во изминатиот период повеќе компании протестираа незадоволни од владините мерки. Тие сметаа дека досегашната помош не била доволна и немала никаков континуитет. Дел од фирмите уште пред неколку месеци се пожалија дека имаат намалени приходи и за 80 па и до 100%. Иако не добијат сериозна финансиска помош, на стотици вработени им се закануваат откази. Погодени од пандемијата побараа сериозна финансиска помош, која досега ја нема и се уште ја чекаат. Па така уште не раситнет петтиот сет, владата излезе и со шести пакет антикризни мерки за помош на бизнисите кои се најпогодени од пандемијата. Бизнисот смета дека и шестиот пакет е задоснет и дека не можел да ги санира штетите во стопанството, бидејќи голем дел од компаниите имаат проблеми со долгови, кредити и неисплатени обврски. Инаку поради доцнењето на државната помош, околу 6000 текстилни работници беа пратени на колективен одмор и стотици работници ги изгубија работните места. Во меѓувреме веќе се заговара и за седми поред пакет на мерки.